зашто? Затоа што треба повеќе да има вработени. Закон треба да има повеќе, а вие предлагате нешто ситни, да се веќе, што му имате ветено на некој пак да си го сега, велите дека зголемувате програмата, значи износот на средствата во програмата за пожарната заштита. Не правим себе. И аз кој требаше да го искритикувам, командирот тука го искритикував, и му ги кажав сите. Значи, го прашав. На пресконференција го прашав да ги одговори. Дали таму се на лице место сите овие предмети кои што ги има по пописна листа, дали му е таму, дали работи видео надзорот и така натаму и така натаму. Пресконференцијата има невитош може да ја види. Значи дали со 2 милиони плюс 2 милиони, знаете колку пари од цело колешки? Едно цело колку пари кошта. Да не зборуваме за другите работи. 2 милиони денари се зголемили. Оние возила што ги возат се музејски експонати. Неколку пати ги кажам тоа. Музејски експонати. Кој да ги видат на запад, не ќе не затвора. Ќе не затвора, верувајте, што прават овие, што е ова? Промашени инвестиции. Па предлагам да купиме некое посовремено возило, кој што ќе види во интерес на граѓаните на општина Штор. И минатата година го предлагав и годинава. Не го предлагам за мене. Да не рекош, разбира. Зошто се прави колегата. И една работа што сакам да ја споменам. Вие добро знаете, што има колешке, што значи буџетот. Значи буџетот е план на приходите и на расходите во план. Па сега, да го објасните на некои ваши колеги, кои што сакаат да пишат по Facebook и по тие социјални мрежи, како некој економист од тука, тоест јас, изјави дека ќе бидам среќен ако буџетот се оствари со 105 или 110%. Епа да ве се не наравам, бидејќи сум наводен во обществени фирми. Планот може да биде потврден, насврлен и реално остварен, колку што ќе биде планиран, така? Епа ако е надврлен, значи 105, може 105, 110, 120, 200 расхода, 5 милиони сме планирале денари да собереме од капитални приходи, сме продале, велите се го продале по војната, стигнале уште 5 милиони, 10 милиони, 200 расхода. А тоа ќе правиме ребаланс на буџетот, па ќе влезат приходите, па ќе ги распоредиме кај треба на расходната страна и така натаму и така натаму. Затоа пред да напишете на Facebook за да не се правите важни, консултирајте се со некој. Објаснете им колешке на колешката.